Немам тренинг, за све треба тренинг, затоа велам треба да се тренира. Да му еве матер јас со банани. Уште 3 кила банани, најдов леле мале успајзан, од тие крадените од Мики мајмунчено што ги украдов. 2 месеци кусур банани јадам. Довде ми дојдам, греота ми е ке скапат, затоа јадам банани по цел ден. А му евеш матер, што късмет има. Ама кој ќе ми текне, таму у Сомалија леп нема да јадат ја банани крадени. Ја им викав на комшиве, не дека сум циција. Абе му украдов на мајмунчено Мики, сите банани му ги украдов, да ви поделам, не, никој не ќе да чуе да земе, вика тоа арам, вика арам банани се тие, крадени, вика бере, баксус ке нафати, лепке нема да јадеме. И затоа мене греф ми, не ќе го фрлам храна. И само банани јадам. Гледаш со банани, више не знам што да правам. Не ми давајте идеи што да правам со банани. Нево. Има причина зашто пак се јавам така брзо. Шетам сисе преска. И го сретнуем господин Иштван. Не му е така вистинско име, ама ја ќе го наречам господин Иштван. Шо бреш, кај си она? Седнуеме на едно место, не работеше. Ама заради мене, што ме знаат, не дозволија да седнеме, нема ништо, нема како ни да ти наплате, или кафенце, ова, она. Затворено местото. И добро, и правам обед со Иштван. Ја му викам, човек, што ќе кажеш на тоа кој ти кажам, дека мене, ова, викам, паѓањево од власт на Орбан, ми личи како сам себе да си го смести. Демек намерно као да направи да изгуби, затоа што оно што го гледав, што го пратев анкети, репортажи од Дојче Веле, Мојче Веле, Чичко Веле, Дрогерија Веле и така натаму, све го кажуваше дека народот, обичниот народ Унгарија си го сакаше Орбан. И одеднаш загуби без халабука, нешто многу не изгледаше ни тажен, честиташе победа. Викам, мене ми изгледа, викам, ко сам себе, викам, ко намерно да ја препушти власта. И Иштван вака ме гледа и се смешка. Ја му викам, шо правиш? Вика, just look at my funny face. И ми се смешка. Ја контам шо ми кажува и му викам, аха, добро. Значи, викам, до негде нешто сум набодел кој што треба. Зошто бе, викам, со него се знам неколку години така. Ретко се гледаме, ама така некад ќе се видиме и така. И викам, и зошто бе, викам, лесно ви пропуштил, ви ја препуштил, вика, власта сега. И Иштван ми вика, па, она вика нешто што се, знаеш како збора, нешто вика што иде натака работа, вика ќе има големи срања во Европа, набрзо. Европа ќе потоне у големи срања и најверојатно типчето како што све претходно погоди што ќе се случува, па на време им кажуваше на европјаниве што треба да направат, они го правеа диктатор. И ништо не му верува и на крај све излезно што им кажа. И на крај им се помачу супата кој рече, ја на Путин санкции не му ставам, ако можете да ми даете нафта и газ, да ги подмирам националните потреби на мојот народ, окей. А ако не можете да ми обезбедите толку нафта и газ, извинете, на Путин санкции не му прави, така си го предизвика гневот на да ти евам бананите, да ти евам. Има и мунчето Мики и кур се тресе. Да ви докажам. Види. Викам, Иштван што срања бе толку? И он па прави funny face ми прави. Демек. Ти кажувам, Кирко, ти се знава. Битно, мојабетот ми беше дека ова не е ни зенитот. ВМРО е уште далеко од зенитот на нивното владење. Значи, допрва ќе досегне до зенитот, па после може да се очекува некој пат во владењето, во квалитетот, во ова. Што значи, ВМРО во наредниот период само ќе стабилизира својата власт. Без разлика уште колку Вучич бил на власт у Србија и не знам кој таму. Но тоа ќе биде едно, они си ги прават тие математики, они си знаат зашто. Битно, Филипче, не знам, не те чув, да знаеш дека Христос вчера воскресе. Воскресе, значи. Да.
Пак пред неколку дена кога објавив видео, на некој начин погодив дека нема да биде ништо од договорот помеѓу Соединетите држави и Иран, дека договор нема да се постигне. Нели кога зборев за бензините, кога сите збореа дека од среда пак ќе поевтинат затоа што добро е што дојде до примирје во Персискиот залив, реков уште тогаш у видео обраќање, мислам пред 2 видео обраќања, тоа не ми текна. Реков дека од примирието нема да биде ништо затоа што барањата се такви на Иран, ултимативни, самоуверени. Тоа се барања на земја која победува во војната. Тоа не се барање на земја која што е на држава која што е исплашена и која што се наоѓа пред пораз, пошто барањата беа многу јасни, многу прецизно изнесени од иранските дипломати и во Обединетите нации, оние од надворешни работи. Така што знаев дека единствениот кој глумата победник во случајот се Соединетите држави и Израел. И знаев дека Иран по ниедна основа нема да прифати примирје или мировен договор според условите што му ги нудат Соединетите држави и Израел, и со право нема да прифати, затоа што се тие крајно уценувачки, крајно ултимативни, необјасниво, безпричински понижувачки, упатени кон држава која што тотално погрешно ја проценија, погрешно ги проценија стратегиските потенцијали, моќта, воената моќ и кохезијата внатрешна. Очекуваа дека со еден удар појак на Иран, дека тамо тие сите што живеат внатре разни народи и оваква, дека етнички групи, дека меѓу себе ќе се испотепаат, ќе дојде до граѓанска војна, Иран ќе ги испушти конците, ќе се дестабилизира стравот на државата, ќе дојде до промена на режимот. И они си правеа весела математика, која знае што се прави. Ништо од тоа не се случи. Не само што иранскиот народ под ракетите од израелски и амерички се сплоти уште поише, туку одговорија со таква сила, со таква моќ, со таков интензитет, да ги устре угаќи и Израел и Соединетите држави. Израелските градови никогаш, како никогаш претходно се во невидени рушевини. Да не зборам за американските бази, 6 до 8 се 100% уништени во Персискиот залив, во околните држави. 100% уништени, значи срамнети со земја. Па вие сега видите со кого се ршкава. Па сега вие видите уште колку ќе одржувате митот за неуништивоста, за супремацијата на Соединетите држави. Што значи у превод, ни себа мамата на цел свет. Ова нема да запре, се надевам дека во меѓувреме некој ќе ги стабилизира, нормално мислам на медицинска интервенција, ќе ги стабилизира и Биби и Дончо, да не посегнат по нуклеарно оружје, затоа што оние кои што се во очај, најчесто може да посегнат по мерки за очајници или мерки кои што потези кои што може да го внесат светот во нуклеарна војна. Тоа е сега веќе лесно остварливо, за да си го зачуваат на некој начин можеби образот пред светот, својата, нели, да ги оправдаат до негде своите проценки кои што им беа тотално погрешни, да се измијат и за некои минати гревови. Не заборавајте, некако во позадина на цела оваа ситуација во Персискиот залив виси Епстајновиот меч над нивните глави, тоест скандалот со фајловите на Епстајн. Така што гледаме тој од ден на ден, некаде во позадина. Тој скандал се уште работи, многу луѓе се од високите кругови на моќта, посебено во Соединетите држави, се осеќаат загрозени, дури нивната прва дама излезе, замислете, тоа беше, како да ви кажам, скандалозно само по себе. Прв пат излезе и тоа застана зад председателскиот печат, оној амблем на оној подиум кај што се правдаше, си ги миеше рацете дека никогаш не го познавала Епстајн, а веднаш потоа излегоа фотографии пред години сликани со нејзи Епстајн во така интересни ситуации, сликани интересни позиции на телата во просторот и така натаму, што значи дека и таа самата како да предосеќа дека ќе дое време кога ќе мора сериозно на некој начин да се брани
пред некоја си тамо правно тело во Америка за она дали колку го познавала Епстейн и колку била запознаена со сите тие работи што се случувале во неговата вила тамо на тој остров Сент Джеймс, како се викаше. Но да се врата малце на ова, со самото тоа што војната ќе продолжи, значи цените и понатаму ќе растат на нафтата, па сега вие видите кој излезе најголем добитник од цела оваа ситуација, оној тамо Владимир Путин, и додека русите плаќаат 0,6 евра за литар бензин, повторувам, 0,6 евра за литар бензин. Во Европа веќе плаќаат 2,5 евра некаде, ако добро знам, исправете ме ако грешам. Па сега видите што значи тоа ако во Русија бензинот е 0,6 евра за литар, а вамо е 2,4, 2,5 евра некаде во Европската Унија, можете да замислите што тоа ќе значи за Европската Унија и што тоа ќе значи за иднината на таа Унија. И дека обично такви супер држави што функционираат на некоја појма немам, ете така, на некои заеднички постулати, како сакате наречете ги, колку и да се тие проформа, колку и да се тие лажни, штом дојде до огромна економска криза во такви супер држави или големи држави, сметајте на тоа дека тие ќе почнат да се распаѓаат од внатре, ќе почне со банални немири економски, забарање овона, ќе заврши на крај зошто не, кај некој ќе биде и можеби граѓанска војна ќе се случи, па ќе се распират тука разни етнички омрази, разни стари романтичарски сонови, како што беше во бивша Југославија, исто ќе се случува потпуно. И ќе има колежи, и ќе има заебанци, и ќе има баравте, гледајте, оне што вие го правевте, го предизвикувавте, и ви се случи на вас истото. Така што ние дури ќе бидеме и благословени што не сме дел од нив, ќе почнат како пацови сите да го напуштаат бродот наречен ЕУ, први знаете кој ќе заминат, нели? Тоа може да претпоставите први кој ќе се заминат. Што можете да тие тоа не бродот, тие одма заминуваат, не чекаат. Бугарите се такви рецимо. И одма ќе се најдат некој друг. И одма ќе сменат све. Она што се вика ќе травестија, ќе се маскираат у нешто друго. И после 10 години ќе ти тврдат нивните историчари, кој ние у Европска Бугарија, у Европска Унија. А тоа е измишлјотина на Србо македонците, тоа на измишлјотина на Тито, како тоа лага за Бугарија. Бугарија никогаш не била дел од ЕУ, врска немала Бугарија. Тоа што така ќе ви кажат, кој ќе пукне тиквата. Немојте да мислите дека сум многу далеко од вистината. Така што на светот ништо добро не му се случува. Не знам зашто беше избран баш исто време со војнава у заливов овие Артемис мисијава да кружи тамо околу месечината. Сигурно имало причина што кружат околу месечината. Да се дојадат бананиве на Мики Мајмунчево, све живо му ги украдат. Не знам колку кила, 30 кила банани му украдат. Дове, па стварно, шокем, не можам да ги заде 30 кила. Ја, вака барем, така. Ги делев по комши, ги вапсав за Велик ден, се кршевме со банани. Со бананите се ме чува. Се ме чуваш со банани. Еде така. Да не тупам. Уидено е све. И не е добре, што викаат нашиве источни соседи. Ич не е добре.